Во претходниот доказ на теоремата 1 користевме една права која што со x или y оска зафаќаше одреден агол. Дојдовме до систем од две равенки и во овој систем може да се случи две координати да бидат исти. x1 да биде еднакво со x2 или пак y1 да биде еднакво со y2. Да видиме што ќе се случи кога x1 ќе биде еднакво со x2. Ако x1 биде еднакво со y2, тогаш разликава ќе биде 0, 0 по било кој реален број дава 0, еднакво на x минус x1, од каде ја добиваме равенката на правата x еднакво на x1, која што представува вертикална права, што минува низ x1 точката на x оската. Вториот случај, ако y1 е еднакво на y2, тогаш добиваме овдека 0 по ламда е 0, еднакво на y минус y1, од каде добиваме равенка y еднакво на y1 и ова е хоризонтална права која што поминува низ бројот y1 што се наоѓа на y оска. Како и да е, и во првиот случај и во вториот случај приметуваме дека x е на прва степен, y е на прва степен, односно координатите на точката M, x и y се линеарни во однос, значи, на координатите x и y за било која точка од правата M. Со тоа го комплетиравме доказот дека секоја права во координатна рамнина може да се изрази со равенка линеарна во однос на координатите x и y на која било точка од правата.